Врховниот управен суд во Германија донесе итна забрана за движење на стари дизел автомобили на улиците на големите германски градови. Одлуката е на сила од минатата недела и за истата нема никаков грејс период. Со други зборови, градските власти сега можат легитимно да го забранат пристапот на старите дизел автомобили. Согласно новата регулатива на управниот суд, прво, дизел возилата со стандард Евро 4 ќе бидат комплетно отстранети и тоа главно во големите градови. По нив ќе бидат и по новите Евро 5, а единствено ќе може да се обраќаат само дизелите со Евро 6 стандардите. Експертите предвидуваат дека забраните ќе предизвикаат сериозни главоболки во автомобилската индустрија. Прелиминарните пресметки се дека производителите ќе потрошат над 10 милиарди евра за подобрување на старите дизел автомобили за да можат да продолжат да се движат законски. Во моментов има околу 17 милиони дизел автомобили во Германија, а само 3 милиони од нив ги исполнуваат стандардите Евро 6. Volkswagen нема да учествува во автомобилскиот саем во Париз оваа есен, се обрати официјално германската марка со соопштение до медиумите. По избувнувањето на глобалниот скандал Dieselgate во септември 2015, Volkswagen сериозно го ограничи присуството на големите традиционални автомобилски салони како Детройт, Франкфурт, Женева. Една од причините за ова е заштеда на средства кои се потребни за санирање на последиците од Dieselgate, која чини милиарда долари. А другата е дека автомобилските марки се повеќе се ориентираат кон различни настапи, како CES во Лас Вегас, например, или Пекинг. Сега, наместо да учествува со свој штанд во француската престолнина на 2 и 3 октомври, VW објави дека планира различни комуникацијски активности во француската метропола. Неодамна, Audi најави дека ќе го пропушти и салонот во Детройт во јануари, каде оваа година Volkswagen Group забележа доста ограничено присуство, но сепак ќе биде дел од збиднувањата во Париз. Портпаролот на групацијата за Франција објави дека освен Volkswagen и Lamborghini нема да биде присутен на изложбата во градот на светлината оваа есен, а од концернот свој настап секако ќе имаат Audi, Porsche, Škoda и Seat. Мора да забележиме дека освен Volkswagen и Lamborghini во халите крај Сена, годинава нема да пристигнат новитети ниту од Ford, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel и Volvo. McLaren Automotive објави дека 7 години по почетокот на производството компанијата стигна до модел со сериски број 15.000. Јубилејниот автомобил на McLaren Automotive е 570S Spider во Curacao сина боја и доаѓа само 18 месеци по надминувањето на производствената граница од 10.000 единици за брендот. Во изминатата календарска година продажбата на компанијата достигна 3340 единици. McLaren 570S Spider беше представен официјално во јуни минатата година со базна цена од 164.750 фунти. Тоа е за 46 килограми потежок од 570S Coupe и доаѓа со тврд покрив кој може да биде отворен, склопен за 15 секунди дури и при движење со брзина од 40 км на час. Изведбата 570S Spider е опремена со 3,8 литарски твин турбо V8 мотор, кој генерира максимална моќност од 562 конски сили. Вртежниот момент изнесува 600 Ньютон метри и е во спрега со 7-степена роботизирана менувачка кутија. Автомобилот е во состојба да се забрза од 0 до 100 км на час за 3,2 секунди, од 0 до 200 км на час за 9,6 секунди и да развие максимална брзина на движење од 320
28 км на час. Паралелно со ова, за запирање од 200 км на час до 0 се потребни 5,3 секунди и 130 метри, а од 100 км на час до 0 показателите се 3,2 секунди и 32 метри. Лимузините и седан изведбите се врста која изумира. Какво такво ниво држат хетчбеците, но се поприсутни на пазарот се SUV кросовер моделите, не веќе само по својата функционалност и практичност, туку и поради фактот што се поекономични. Во својот најнов извештај, аналитичарите од познатата компанија за оваа намена Yato Dynamics наведуваат дека кросоверите и SUV моделите навистина напредувале кога е во прашање потрошувачката на гориво, односно денес тие се значително поекономични од моментот кога се појавија на пазарот. Како пример, тие го наведуваат испитувањето направено врз моделите Ford Focus и Ford Kuga Escape. Имено, во текот на 2008 година, Focus за изминати 45 км трошел 3,8 литри гориво, а Kuga со истата количина минувала 36,7 км. Во 2017 година, Ford Kuga стана поекономична од Focus, односно сега таа изминува 40 км со 3,8 литри гориво, а Focus 38. Ова не е случај само со моделите на Ford. Направени се и комбинации во мерењата, па Honda HR-V има помала потрошувачка од Chevy Sonic, а за нијанса поголема од Ford Fiesta. Со унапредена економичност, односно помала потрошувачка и со привлечниот екстериер и практичност, кросоверите и SUV моделите едноставно се наметнаа. Во 2009 година, седан моделите има учество од 39% од вкупниот број продадени возила во светот, а само 12% SUV остварувања. Меѓутоа, за минатата година овој сооднос е сосема обратен. SUV моделите чинат 41% од вкупниот број пласирани возила, а седаните имаат учество од само 21%. Слична е ситуацијата само во Европа, каде седан моделите во 2008 година заземале 18%, за да минатата година оваа бројка падне на 4,5%. Кина и натаму останува земја каде најмногу се пласираат седани изданија, 39%, но сепак лани повеќе биле продадени кросовери и SUV модели, 42%. Затоа не изненадува што големите производители вложуваат многу во развојот на овој сегмент, а Ford и FCA решија да се фокусираат во иднина само на SUV кросовер изданија. Своја светска премиера имаше целосно новиот пазарен предлог за Citroen во Европа моделот C5 Aircross, кој веќе имаше свој деби пред скоро една година во Кина. За новиот свој модел од Citroen велат дека е инспириран од потрошувачките очекувања и дека поседува уникатна персоналност, вклучувајќи 30 екстериерни комбинации. Како дел од програмата Citroen Advanced Comfort, новиот SUV модел C5 Aircross ветува импресивна модуларност и удобност, а главен фактор за последното е интегрираната суспензија Progressive Hydraulic Cushions и Advanced Comfort седиштата. Новиот Citroen C5 Aircross доаѓа со 3 одделни функции за седиштата: лизгање, преклопување, кревање, спуштање, а товарниот простор е со лидерски параметри од 580 до 720 литри. Во опремата на Citroen C5 Aircross ќе може да бидат откриени до 20 системи за поддршка на управувањето и безбедноста, вклучувајќи ги составите Highway Driver Assist за автономно управување од ниво 2,
Grip Control за подобрена адхесија со функција за помагање за спуштање по надолнина. Citroen C5 Aircross ќе се произведува во Франција. Ова ќе биде првото возило што од крајот на следната година ќе биде достапно во верзијата plug-in хибрид. BMW објави детали од тестовите на следната генерација на X5 кросоверот. Во него производителот покажува како се тестира возилото при различни услови, на јавни патишта, во пустина, како и при ниски температури во близина на северниот пол. Прототипите на новото BMW X5 ги минуваат зимските тестирања на полигонот во шведскиот Ореплук, а летните по патиштата на Јужна Африка и во пустините на САД. Освен тоа, автомобилите се тестираат и во тропски услови, по планински серпентини со тешки патишта, а исто така и на брзите патеки во Алабама и на северниот лак на Нирбургринг. Познато е теренецот е изграден на модуларната платформа CLAR, која е во основата на последната генерација на седанот од серијата 7. Во конструкцијата на моделот се користат висококвалитетен челик и композитни материјали, благодарение на кои возилото ќе биде полесно од својот претходник. Освен тоа, новото BMW X5 ќе се нуди со адаптивна суспензија и со интегрален систем за активно управување, која ќе дебитира во овој модел. До сега производителот не открива детали за оваа технологија. Кросоверот ќе има нов 4,4 литарски битурбо V8 мотор со 462 конски сили кој работи во комбинација со 8 степен автоматски менувач. Исто така ќе има хибридна верзија чиј мотор развива 390 конски сили. Во неговата база е 2-литарски бензински мотор. Гамата на агрегати ќе вклучува и стандардни бензински и дизел мотори. Во опременоста на возилото се вклучени исто електронски инструментален панел, нов мултимедијален комплекс, активен заден М диференцијал, воздушно подпирање и 5-зонска клима. Главниот дизајнер на Volkswagen Klaus Bischoff официјално изјави дека дизајнот на сериската верзија на ID практично ќе биде идентичен со концептот прикажан во 2016 година. Уште нешто интересно што дополнува Bischoff е фактот дека тоа ќе биде првиот модел на марката кој е дизајниран и развиен како електромобил. Пропорциите, стилските решенија, па дури и големината на тркалото ќе бидат исти како и прототипот. Разликите ќе бидат поврзани со фактот дека серискиот модел ќе има ретровизори наместо камери. Во моментов од брендот ги реализираат последните тестови на првиот целосно електричен модел, а плановите се првите примероци да слезат од лентите за производство на крајот на следната година. Продажбата ќе започне во 2020 година, а како што сподели Bischoff, цената на електричниот хетчбек ID ќе биде идентична со онаа на дизел модел од истата класа. Пред одбележувањето на 70 години од представувањето на првиот автомобил на Порше, славната германска компанија реши да подсети на своите 7 модели кои ги одбележаа историските 7 децении развој. Иако Фердинанд Порше ја формирал својата компанија во 1931 година, првиот автомобил кој го имал неговото презиме е представен на 8 јуни 1948 година. За оваа цел, односно да се одбележи сеќавањето на овој историски датум, од компанијата подготвија повеќе настани, манифестации со кои се осврнуваат на изминатите 7 децении. Се започна со моделот 356
SL Superlight од 1951 година со 1,1 литарскиот 4-цилиндарски боксер мотор со 46 конски сили, што бил мощна лесен, па оваа купе изведба од 640 кг постигнувала максимални 160 км на час. Во 60-тите години на минатиот век роден е најзначајниот модел за компанијата, легендарниот 911. Моделот прво ја носела знаката 901, но поради жалбата од Peugeot, таа брзо е заменета во 911. Моделот со најголема продажба е 911-20 купе од 1964. 70-тите ги одбележа тркашкиот модел 917 KH, со кој Порше ја оствари својата прва победа во трката 24 часа Le Mans. Ова е првото остварување со 5-литарски мотор со 12 цилиндри и 630 конски сили, со кој автомобилот на проучениот Mulsanne правец на патеката Дела Сарт достигнал и до 360 км на час. 80-тите години ги одбележаа лансирањето на неколку модели и извонредно супер спортски креации, меѓу нив секако извидбата 959, која долго беше најбрз продукцијски автомобил. Меѓу 292 произведени возила имаше и 29 примероци со ознака S Sport, кои беа за 100 кг полесни од стандардните, а една од нив на патеката Нардо во Италија стигна до 339 км на час. Во следната деценија, Порше го представи Boxster, прилично достапен родстер со централно поставен 6-цилиндарски агрегат, а светот се воодушеви и од Carrera GT, во која Порше вгради V10 мотор. Пред почетокот на 21 век, Порше одлучи да заплови во еден нов свет, па представи своја SUV изведба. Неочекувано добро прифатениот Cayenne ја направи компанијата и финансиски помогна, па Порше реши да лансира уште едно остварување во овој сегмент и во 2014 година блесна моделот Macan. Последниот суперспортски модел е представен оваа деценија, а тоа е хибридниот двосет 918 Spider, кој е направен само во 918 примероци и беше уште еден модел со титулата најбрз продукцијски автомобил со поставен рекорд на Nürburgring. Иднината на Порше ја најавија неколку електрични концепти за кои базата се очекува да биде Mission E. Пред нешто повеќе од 10 години, идејата за купе со 4 врата звучеше екзотично, а за многумина дури и контроверзно. Денес оваа автомобилска класа има широк спектар на покриеност кој опфаќа многу сегменти. Причините за тоа што оваа релативно млада, според концептот изведба успеа да се наметне со сериозна популарност за толку кратко време, воопшто и не треба да зачудува, бидејќи на неколку автомобилски производители всушност им успеа да комбинираат динамичност и волшебни форми на класично купе со функционалноста и практичноста од моделите од секојдневието, карактеристични за седаните и караваните. Една од компаниите на која ја успеа ова и за кратко време стигна во височините на ова поле секако е производителот од Инголштад. Ремек делото од ова поле, Audi A5, веќе настапува со втората генерација, која исто така ја доби и спортбек креацијата, која се истакнува со атлетски настап, спортски карактер и едноставно се наметнува со својата елеганција. Неговиот дизајн е во склад со софистицираната аеродинамичност, а подлимаријата е сосема нова конструкција, помокни мотори, иновативен инфозабавен систем и многу асист состави кои се грижат за помош на возачот при управувањето
движењето, удобноста и се разбира сигурноста. Со еден нов представник од гамата A5 Sportback со агрегат 2.0 TDI S-Tronic и ниво на опрема спорт, се дружевме неодамна и би било крајно нескромно ако кажеме дека не освои и шармира на свој начин. Како дизајнот на едно врвно уметничко дело да го направите попривлечен, подобар, поелегантен? Тоа прашање ги мачеше и дизајнерите на Audi, но сепак најдоа соодветно решение, па резултатите се очигледни. Audi A5 Sportback се наметнува со својот поспортски, посовремен и маркантен изглед, но и покрај тоа останува верен на својата ДНК, бидејќи елеганцијата и нејзиниот карактер се умешно пренесени и надополнети на новата верзија. Најдобар пример за тоа е брановидната линија со која се одликуваше и претходникот. Но сега имаме некои новини, како што се нагласените испакнатини над тркалата, поинаквиот пристап кај светлосните состави и нешто построга форма на спуштање во задниот дел, поексплицитни пропорции на долгиот капак на моторот, проширено меѓуоскино растојание и кратки препусти, со што веќе напоменавме е наметнат по-спортски стайлинг. Нов облик има и сингл фрейм решетката на ладилникот, значително е поплитка и поширока во однос на претходникот. Во врвна верзија од моделот има Matrix LED главни светла со динамичко прикажување на насоката, а во тесниот модел имавме само LED предни фарови. LED имавме и на динамичните задни светлосни состави, карактеристични за новиот модел на Audi, кои даваат на автомобилот специфичен технократски изглед. Од светлата кон задниот дел има карактеристична линија, која оди се до самиот крај на ценоусачот, кој се претопува во дискретниот заден спойлер. Силуетата се карактеризира со ниска кровна линија и странични стакла, потенцираме без рамка. Сликата ја комплетираат задниот дел кој изгледа чисто и модерно, каде вниманието го задржуваат светлосните групи кои имаат интересен тродимензионален лик, браникот, хромираните издуби и секако посебно дизајнираните алуфилни од 18 инчи. Внатрешноста е едноставно превземена од моделот A4 со одредени модификации. Се е поставено логично и на дофатна рака во аналогната инструмент табла, двобојна арматура и средишен гребен. На централното место е авангардно обликуваната рачка на менувачот, од која прстите некако природно се спуштаат на кружниот мултифункционален MMI состав, кој е со 7-инчен екран во боја, Bluetooth интерфейс, USB приклучок, а треба да се напоменат и динамичките состави за ракување Audi Drive Select и Audi Pre-Sense City. Она што особено плени е врвниот квалитет на материјалите, како и акустичната изолација. Чувството за пространност во кабината е посебно, а секако за тоа голема заслуга имаат зголемените димензии во однос на претходникот. Кабината кај новината е подолга за 17 мм, ширината за рамењата кај предните седишта е поголема за 20 мм, а има и 24 мм повеќе за колената на задната клупа. Со оглед на купеовската форма има доволно простори за главите на патниците. Багажникот е со капацитет од 480 литри, кој поради пристапот од питата врата е можно функционален. На крајот не смееме да заборавиме дека сето ова се должи и на фактот што Sportback изведбата сега е надградена на MLB Evo платформата, која во конструкцијата комбинира алуминиум и челик со висок степен на цврстина, со што е овозможено и намалување на тежината на возилото за 85 кг. Под хаубата на тесниот модел беше двулитарскиот TDI агрегат со 190 конски сили и вртажен момент од 400 Нм. Ова и покрај нападите врз дизелите во последно време е извонредно решение. Во вака спакуваната опција се вклопува повеќе и од одлично, а во комбинација со 7-степената S-Tronic трансмисија нуди одлични перформанси. До 100 забрзува за 7 секунди и постигнува максимална брзина од 235 км на час. Потрошувачката повеќе од коректна. Во градски средини околу 8,5 литри, а на отворено според нашите мерења до 7,2 литри на 100 км. Она што треба да се издвои кај оваа дизелска изведба секако е раскошот на вртажен момент и максимумот од понудената моќност. Копчето Drive Select со ефисиентно
Променен си модусот нуди добар начин на управување. Имате одличен одзив на потисок на педалата за газ и работата на новото електрично серво. Ова повеќе доловува чувство како да сте зад управувачот на премиум лимузина, отколку на спортски автомобил, па едноставно е подготвен за подолги дестинации. Целосниот пакет од електронски асист состави е само едно од најважните моменти на A5 Sportback, кој е еден од најфункционалните модели. A5 Sportback е наменет за луѓе кои посакуваат динамика и потребните линии на едно купе, но го сметаат A5 купе за недоволно практичен, ги доживуваат формите на седанот A4 како премногу обични, а истовремено не бараат ниту караван, па ни кросовер. Така, целната група на возилото е посебна, а особините на самиот производ се ценети со достоинство. Затоа и цената на ваков вид модели е релативно повисока, па вака спакуваниот модел што го имавме на тест во Porsche Македонија се нуди за 56.586 евра. Релативно нова компанија за автомобили од Велс, наречена River Simple, тврди дека изработила технолошки најсовршен и, што е најважно, најбезбеден автомобил на водород. Автомобилот, кој се уште е во развојна фаза, се нарекува Rasa и со едно полнење може да патува 480 км. Производителот е подготвен да го лансира водородното издание во сериско производство од 2020 година. Мощна интересна работа е тоа што под дизајнот на Rasa се подпишува авторот на модерниот Fiat 500 Крис Рејц. Што се однесува до специфичностите на ова остварување на технолошки план, треба да се напомене дека секоја од тркалата на Rasa е опремено со електромотор, а присуството на композитни материјали и легури ја прави вкупната маса на автомобилот само 580 кг. Поединости околу динамичките карактеристики засега нема. Европската Унија официјално ги извести автопроизводителите дека по 3 години сите нови автомобили задолжително треба да имаат нови 11 функции за активна и пасивна безбедност. Според Еврокомисијата, оваа мерка ќе помогне да се зачуваат барем 7300 човечки животи и да се спречат 38900 сериозни несреќи во периодот од 2021 до 2030 година. Листата на 11 задолжителни системи за сите нови автомобили во Европа е следнава: систем за автоматско итно сопирање, алкохолен блокатор, систем за откривање на замор кај возачот, регистратор на податоците од несреќа црна кутија, систем за автоматско вклучување на сигнализација при нагло сопирање, интелигентен систем за поддршка на брзината, систем за одржување на контрола на лентата на движење, камера за гледање наназад, зона на безбедност во сообраќајот за повреди на пешаци, велосипедисти при удар во ветробранското стакло, поефективни појаси при челен удар и заштита на возачот и патниците при страничен удар. По мислење на Еврокомисијата, само системот за автоматско нагло сопирање е во можност да ги намали за 38% бројот на несреќите, а од задолжителното присуство во автомобилите на камери за гледање наназад се очекува за зачувување на минимум 100 човечки животи годишно. Европското законодавство има клучна улога во подобрувањето на безбедноста на патиштата во Европа во последниве години. Мерките усвоени за подобрување на безбедноста на патиштата од 2004 година доведоа до 43% намалување на смртните случаи на патиштата во ЕУ. Со воведувањето на 11 задолжителни системи за безбедност се стреми на поместување на статистиката до нулта смртност до 2050 година. Затоа 2030 година е прогласена од страна на Европската Унија како некоја средина. Планирано е намалување на смртноста на патиштата во Европската Унија за 50%.
Тениската звезда Рафаел Надал ќе даде знак за официјалниот почеток на 86-тото издание на маратонската трка 24 часа Ле Ман на 16 јуни, објавија организаторите на трката. Рафа има 10 титули на отворено првенство на Франција во тенис и по завршувањето на турнирот во Ролан Гарос ќе остане во земјата и за стартот на трката 24 часа Ле Ман. Во јуни Франција е во центарот на вниманието на спортските фанови, главно поради Ролан Гарос и Ле Ман, објасни Надал. Горд сум на постигнувањата на отвореното првенство на Франција. Тоа е најважниот турнир во целата моја кариера. Круна во Франција за мене е што ќе дадам старт на трката во Ле Ман. Сигурен сум дека тоа е незаборавна возбуда. Пред Надал, чест да означат старт на трката имале личности од рангот на Джовани Анјели, Ален Делон, Джеки Икс, принцот Алберт, Лука Ди Монтеземоло, Жан Тот, Лук Бесон, Дон Панос, Бил Форд, Бред Пит и Чейз Кери, новиот шеф од Формула 1. Нема сомнение дека главните вести во овој период беа врзани за свадбата на британскиот принц Хари и Меган Маркел. Овој настан беше многу рефлектиран во печатот. Жените во светот дискутираа за фустанот на принцезата, а мажите за ексклузивните автомобили кои можеа да се видат на помпезната церемонија. Меѓу нив беше и уникатниот автомобил кој кралицата Елизабета II му го подари на својот внук на свадбата. Срекната двојка ја посети резиденцијата Виндзор Фрогмор Хаус. На свечениот прием за семејството и блиските пријатели, принцот Хари ја донесе својата сопруга со сосема нов сребрено син родстер Jaguar E-Type Concept Zero. Автомобилот со регистарска табличка E190518 привлече големо внимание по многу нешта. Овој автомобил, подарок од баба, остави неверојатен впечаток пред се поради регистрацијата со датумот на свадбата, како и поради фактот што Jaguar E-Type Concept Zero е електричен автомобил кој надворешно е реплика на класичниот модел Jaguar E-Type од 1968 година. Автомобилот има електричен мотор со моќност од 220 киловат-часови, а може да забрза до 100 км на час за само 5,5 секунди. Од безбедносни причини, максималната брзина е ограничена на 160 км на час. Треба да се напомене дека подарокот од кралицата е прилично драгоцен. Тој е уникатен и чини околу 350.000 фунти или околу 400.000 евра.